opportunities make it hard to sleep. We dance through the nights, the stars are our guide. Очигледно сите не ваделе од кондори, не вадел од кондори оној однос на вработените во услужните дејности кон муштериите, кон нас. Тоа го видов вчера по објавата што ја имав, што ми се случи, нели, као повод беше случката во Мак Петрол на бензиската. Очигледно тие работи ни се случуваат на сите многу често, значи сите сме баксузи, мислиме дека сме баксузи, уствари не е до нас. Проблемот е што некој, ако нема такво друго тело, нивните надредени или собствениците на тие фирми, компании кај што работат, маркети, ќе треба да им објасна дека зимаат плата од нас, од муштериите, не дека сите се лоши и сите се нелюбезни, но тоа во Македонија, поготоа во Скопје, е често видливо. Влагаш било каде, мислам, и кој ќе те пречека некоја или некој со поглед, оти претежно или по бутици, по бака, по шалтери се, нели, претежно жени, па затоа зборам у женски род, кој ќе те пречека со еден поглед, крв те гледа, како дечко и да си го клецал, така те гледа. Кој ќе влезеш, кој ќе те погледне, прво што ти паѓа на памет, кај влегов овде, кај си бав мајката, дај дискочам денов на лошо, ќе ми тргне, све наопачки ќе ми се сврти денес. Начинот како енергијата осеќаш. Ние сме такви суштества, знаеме да почувствуваме енергија туѓа, особено кога е негативна, и тоа од секојаш ми било фасцинантно. Нема да заборавам таа случка, ми се случи на мој стендап во универзална сала, пуна сала, значи 1500 луѓе, не ме лечи докторе, мислам дека играв, значи 1500 луѓе, јас на сцена. Публика урла од смеење, успеав да ги фатам уште у првите секунди. Урла од смеење публика. Ова се случи негде на 35-та, 40-та минута од стендап. И шетам вака по сцена, одам и кажем глупости, ја имам публиката, ја држам у рака, што сакам си правам со едно убаво чувство, нели? У еден момент погледнувам на еден тип у партер, негде 10 и 12 ред беше, може и да, така нешто беше. Значи на тоа урлање смеење универзална 1500 луѓе ги гледаш у фаците вака озарени. И вака фрлам поглед, значи 12 ред, 1500 луѓе, еден тип вака седи и само вака ме гледа. Замислете колку му беше моćна негативната енергија кон мене, што јас прво ме заковал за него, ме привлекол како со магнет, и второ, јас кога го погледнав, искрено да ви кажам, се исплашив дури малце. Како ме гледаше? Луѓе, 12 ред го гледам. Значи, тоа беше таква омраза, да ја не можам да ви ја опишам. Ај, викам, случајно нешто, уште десетина, толку, значи, подсвесно ме привлекуваше неговата негативна енергија, што уште 10-15 пати го погледнав у наредни пола саат. Не беше сменет улик, значи беше ваков. И после више знаев дека не треба да го гледам, викам да не се деконцентрирам, тоа беше таква еманација на лоша енергија да не верувам. И истото ни се случува по продавници, по бутици, услужни дејности, банки, манки и така натаму, бензински пумпи и така натаму и така натаму. Значи, некој, ако нема ова што не може да им објаснат овие другиве, некој ќе треба тоа да го санкционира. Оти тоа и странци го приметуваат, ни доаѓаат многу гости, поготоа у градов. Значи, мора да разбера дека земаат пари од нас. Ретки се тие старици што уште работат по пазари, тоа се свет прекупци, но има и кои што сами, што се вика од бавчата носат тамо, ретки се многу. Таа човече на 80 години ќе ти се насмее, ќе ова, ќе она. Ја гледаш дека пропатила у живот, ја гледаш изгубила овој оној, или носи црнини, носи, па пак ќе ти се насмее љубезна итн. Овие збеснати, толка и ногти ја гледаш, има вака на каса, вака не може да куца од ногтите, тоа што те гледа како да си го клецал дечкој. Значи, кога го зборам ова, не го зборам у смисла на демагогија. Таквите треба да знаат, еве конкретно сега малце фалбажиски ова, знаете какви примери имало во театар, што вие како публика сте немале појма. Чак што више, на одредени глумци во одредени представи, така сладко сте им се смееле поради улогата што имале, да вие не сте имале појма они што прошле пред да излезат, пред секундата пред да излезат на сцена. Една моја колешка играше вечерта, представа, дента почина мајка. Од мој театар. Можем и да именувам, ама мај, пошто не сум ги прашал, тие се сите малце специфични.
Викам да не, без потреба да не се објаснуваме. Втора колешка. Играше представа на денот на незината свадба. Свадба. Значи дента, невести, ова, она, не, матичар, иде на представа у 8, изигруе, се враќа у ресторан или кај славеле тамо, не знам. Не ве лажам, не се измотава. Да не зборам за ситуација од типот 40 температура имаш. Не можеш да стоиш. Имаш представа, кај што имаш лик кој што е саат и пол или 2 сата на сцена, ама и тоа сценско присуство исполнето со физички напор, физички активности. Или работи од типот се случило нешто лошо, пред представа ти треба да играш представа. Било што, нешто што ти извадило од кондури. Зашто бе онда јако можам да играм под вакви околности, некоја тамо кој ќе влезам, или ај некој да не биде ова родова дискриминација, зашто бе да ме гледа како да сум го клецал дечкој? Со што сум заслужил ја? Прва работа, втора работа, може да се десат 300 други овие непријатни ствари од типот како што се случува, ај вчера беше со картицата, немав картица у мене, она немаше пари, кој ќе ти рече, неам кусур. Ако најдете тука, видете од тие продавници, знаете тоа колку курчи? Ми долу да кажам, а ти дедеш у 3 пичке материна, ја ли сум должен да ти барам кусур низ мало? А ти со пари работиш, со муштери работиш, со луѓе работиш. Ја треба сега да шетам кусур да ти барам, вака ти прави. Демек јеби га, кој те јебе? А у моментот, ако ти е лошо, едва си влегол, сакаш да купиш Кока-кола да се кренеш, ти вика, нема кусур, јеби. Не можам, немам да ти вратам по право. Немам ситни пари, не кусур, немам ситни пари за толкава крупна банкнота. Тоа е. И вака ти крева раменици. Ти вака гледаш. У моментот, ти иде да знаеш дека не постојат закони. Да превидиш тоа дека е цура, дека е девојка жена. Значи, комотно можеш да ја лупнеш главата тука од пулт вака. Од што те вади од кожа. Не може немање толку однос кон барем од ониот кој што ти зависиш, од ониот кој што ти зимаш плата. Порано анкетова беше пред многу години, не знам дали е тоа така, еве некој што знае нека каже, но ова беше анкета пред многу години, праве од некој појма немам европски. Нашите вработени во услужни дејности биле меѓу најнелюбезните во Европа. Не се лажам, добро се сеќам, само не знам дали бевме прво или второ место. По нелюбезен персонал на во услужни дејности. Ова беше пред многу години, може има 10 сега, тропам, не знам и сега дали е така, небитно. Сакам да ви кажам, значи сме биле на некоја листа, значи некој тоа некаде го евалуира, го оценува. Има такви фирми, појма немам како се викаат овие агенции за статистики, прајање за анкети за пичке си матери. Не знам стварно, ама понекогаш како се вика тоа, едноставно не можеш да ја појмиш, да го појмиш степенот на нечија неосетливост, неотесаност, особено ако работи со луѓе. Има ли бе некој тамо проценка што правиме на интервјуа кога ги викате, да видите какви има, како се вика тоа, социјални вештини, вештини за комуникација, појма немам, односот каков ме. Не можеш ти ретардирана џукела што до 12 саат се мрзи себе од 12 понатаму го мрзи цел свет, да го ставиш да работи со луѓе на шалтер или појма немам на каса или било каде. Не можеш таков човек таму, стај го магазин да работи, никој кај што не го гледа, кај што може да се осами онака. Не знам стварно. Исто она што секогаш јас сум го зборил јавно, ама пошто нели добро познат сум како станувач од емисии телевизиски. Јас знам што поминав у тој период, значи низ каков форма на закани,
вербални јавувања, што дома моите тогаш нели бев женет, заедно живеевме сите. Беше непријатно по телефон кој ќе ти се јават од скриен бори, кој ќе ти кажат некои работи, кој ќе ти се заканат како дома, ти ја гледаат, знаат кога искачеш од велет. Јас знам ни што поминав. Делумно после таа емисија на која што и ништо лошо не кажав. А што ми е муаветот? Сите викаат не требаше да станеш, трт мрт, окей, не навлагам у таа. Сум требал, не требал, биднало, поминало, здравје, животот е колце, некои работи ќе се наместат тогаш кога ќе треба да се наместат, па ќе видиме него. Апропо и нешто што гледав вчера, па го поврзав со ова. Не можеш да викнеш некого дома кај тебе на гости. Најљубезно да го викнеш. Од кога не сум те видел, дојди кај мене, сакам убаве да си поправим, убаво ќе се напиеме по една ракиичка салата. Стварно кејф ќе ми биде да дојдеш кај мене дом. И ти да дојдеш кај него дом. И он да почне да те навредува или у најмала рака да се обиде да те понижи или да у најмала рака да не се однесува кон тебе како кон гости. Туку кај некој, како кон некој што треба на некој начин да го понижи, избламира и т.н. Дали ќе седите кај таков некој на гости, ако ви викне, го почне да ме навредува? Што ми е поентата? Тоа не е поентата. Поентата е друго. Зошто овдека, сум го кажал ова јавно, дебатните емисии се доживуваат како гладиаторски арени. Сум бил кај овој, сум бил кај оној емисија, сум бил кај оној, со овој гостин, со оној гостин, како му еба матер, или ти еба матер, или види, требаше ова да му кажеш, ова не му кажа. Ало, тоа што сме ние ретардирани и што нивото на медиумска комуникација го сведовме на гладиаторски борби од времето на Нерон, кај што некој некому треба да му ги извади очите тука на сред емисија пред камери или да му исече главата или не знам што да му направи, тоа е проблем со нас и нашиот менталитет и нашето воспитување и нашето духовно ниво. Знаете зошто се случи ова што се случи со ваквиот тип на емисии кај што публиката очекува да падне крв, оној со оној ќе биде гостин, еби му мајката, упи го. Знаете зашто се случи тоа кај нас? Сакате да ви кажам? Затоа што у Македонија има сериозен дефицит на интелектуалци. Не е интелектуалец оној што има диплома од факултет. Само да ви кажам. Ако некој уште не знае што е интелектуалец, нема сега пак да го дефинирам терминот интелектуалец, преку онаквата работа ми е, пошто 100 пати сум гледан, нема сега да го дефинирам. Ама тоа не е интелектуалец. Во Македонија 35, нешто малце помалце, едно време имаше, ретки беа, 4-5 вистински интелектуалци, обмислувачи на околината, на животот, на суштината, на смислата на животот, на многу работи. Политички мислители, филозофи во исто време. Денес тоа нема. Пуштете било која програма, телевизија, во регионот, Словенија, Хрватска, појма немам вамо, истокот, знаете какви емисии има дебатни со какви величини интелектуални? Тамо немаат време, ниту водителот, ниту вие гостиве да се занимаваат со тоа кој на кого ќе му го извади окото. Затоа што се разговара на многу сериозни теми, многу сериозно. Памтам јас лично, у 90-тите, имаше емисии кај што те вика новинар и ти вика ќе разговараме за ова прашање. Прашањата не беа од денешен тип, секојдневна политика, зашто ти овој нова, зашто овој нова, што мислиш овој нова, зашто овој му каже ова на ова. Имаше некогаш и сериозни теми кај што баш онака, ему моментот или претходно месец дена два сум читал книга на таа тема, па ја отварам книгата кај што сум бележал, па да повторам да видам што тука пишувало, да видам точно тоа како го кажал авторот, појма нема за ова, искачаш на емисија и збориш. Тоа веќе го нема. Да не зборам за нивото какво ни е, дека нема фалат многу емисии од многу формати кај нас. Не постојат, особено култура, филм, тоа, театар, тоа. Не постои. Музика, не постои. И баш овакво, пошто станаа такви какви што станаа, сега подкастите се нели гледам еден подкаст,
И овој едниот гостин си стана и он е малце до душа контроверзен, странец, си стана од емисија, си отиде со право, од оваа соговорничка беше наречен педофил, он е провокатор, нешто претходно малце може рчна, вамо тамо, небитно, но незината реакција, како млада цура, ќе кажеш, она се мисли, се каже интелектуалка, нема. Му кажа на човек, што има поима, немам 60 години, не знам колку има тој типот од Србија, му кажа педофил. Зошто? Затоа што втората жена била 30 години помлада од него. Водителот може декларативно колку сака да жали што гостинот што дошол од Србија го испоштувал да му дојде у подкаст. Ја напуштил емисијата. Може колку сака декларативно да збори, леле колку ми е жал, леле ова. Прво, гостинот тоа нема да му го прости, што го седнал со една таква шуша, неотесана, без разлика што рекол тој и дали со нешто ја навредил со некоја ситница, врати му људски, ако знаеш да му вратиш, но со таква една навреда, педофил, затоа што имал 30 години жена помлада од него. Па колку бе треба да има, што треба жена му 30 години постара од него да биде? Па нормално дека сака помлада да биде. Дали е педофил? Не е педофил. По ниедна дефиниција за педофил. Затоа што цурата, негова жената, поправо, сопругата зборим, нема 13 години, има 32 години, 33 години. Педофил ли е човекот? А што е она? Ако ово е педофил, а она што се омужила за 33 години постар од него, што она? Дедојебац? И водителот може да жали колку сака, декларативно, пред народ. Леле, колку ми е жал за него. У суштина, ваквите ситуации, за нив се, како да ви кажам, джекпот. Еј, прави подкаст, добива пари од овде, од онде, од лајкови, од вама, од тамо монетизира. Доаѓа еден познат лик од Србија, кој што си да го знаат, му станува од емисија навреден. Лајкчиња, охо, парички, охо, рекламно време, охо, продање, да. Зошто? Затоа што свесно носи дилајли у емисија, што може да направат инцидент. Тоа ви се денешните медиуми. Што требаше ја тогаш на овој ефтов, која се снима, пошто таа емисија не идеше уживо, се снимаше, требаше шо пред камери, да му кажам како што ја знам да му кажам, па тоа после да го монтира, да го сече, да го прави или да ја скршам камерата, или не да боже нешто друго да направам, што знае луѓе што ме познаваат дека сум способен и такво нешто да направам. Ако некој многу ми прекурчи, а ја у тој момент директор на драмски театар, значи не сум. Јас само од име тука на Сашо Тасевски глумец, него исто време извршувам и функција директор на национална установа. А ќе се воздржиш, ќе примиш пораз, окей, ме заеба, ме измами, ме викна у емисија, сватив дека сум заебан, си станав джентълменски, си отидов. Не направив инцидент, ја, прифаќаш пораз, лекција за друг пут, чао. Чао. Педофил. А да не зборам за таквите ликови, таа него ни свати тој што избориш, и тој е додуше контроверзен тип многу, него ни бранам за многу работи, но некои работи не можеш ни да го сватиш што и кажуваш. Дека не случајно старите прашувале некој кој ќе бендиса некоја девојка или обратно не прашувале случајно од каква фамилија е. Не може да го поими тоа. Зашто е тоа битно? Тркачи по сјај. Цурите конкретно као неа. Тркачи по сјај. Ама мене да ми се свиѓа, па нормално дека треба тебе да ти се свиѓа. Само работата е што тие најмногу што ти се свиѓаат, пошто кој цурата пресамо бендисана, као си бара и таквите мужи лепотани што се најголеми се страшни нарциси. Не зборам сите, повеќето. И страшно се манипулативни, и тоа токму тој се обидуваше да ја го каже. Затоа што сакаше да ја каже подтекст, све што сија девојко не е злато. Да, ќе го имаш, ама ќе ти се деси тоа што приватно ти се десило. Една змија си имала, втора змија си имала, метафорично на мушко, трета змија си имала. Само настави, доека не налеташ на аждајата кој ќе ја цвикне главата. Ве нема да знаеш ни кај си, ни што си. Сум ја научила лекцијата, кур мој си ја научила лекцијата.
Она што го видовме, свативме дека не си ја научила лекцијата. Ниту пак си се победила самата себе. Тој тип на нарцисоидност многу лесно се забележува. Колку е, особено човек кој се обидува да го скрие поише, да се направи невин, француска собарица, тој толку поише искача на површина. И тоа се гледа, тоа само можеш неискусен тип, за ја ќе почнам кој тој србино, само можеш неискусен тип да не го примети тоа, не вакви искусни комери. Ти кажам втора работа. Има цури. Легитимно си сакаат постари мажи, ги палат постари мажи. И не се сите тие цури спонзоруши па да трчаат по парите на постарите мажи. Има психолошки причини зашто некои цури сакаат постари мажи. Дали од многу рано детство и отсуствувала машка фигура во незиното растење, не знам, татко и заминал или починал многу млад, или има ик ситуации. Но легитимно е. Легитимно е. Да е неполнолетна, па ја имам 50 години, па она мене нешто ми се пушта, па ја тоа го прифаќам, колку нели да овакво да искористам ситуација. Да. Педофилија. Ама овој 60, оваа 30, сопруга му ставна, дете му родил. Да кажеш педофил. Тоа знам. Тука ќе ја видите денешната, би рекол, позрела младина. Не знам цурата колку има, 25, 6, 7, не знам стварно колку години. Немање никаков однос. Она што го зборев на почеток, како што таквите немаат однос ни у бутик кој ќе влезеш, ни у банка кој ќе влезеш, ни у бензинска пумпа кој ќе влезеш. Крв те гледа. А затоа што таа работа не е прикладна на неа, она треба да лежи на милиони, на некоја плажа на Малибу. Треба да ја служат црнци со хидрантите до колена, со овој Sex on the Beach, шо коктел, шо уживо. Кај бога, тука случајно бе дошла, а сега мора да не трпи, јепи га. А сега не трпи, ама па и не мора да не трпи. Те гледа, бага, ко ти е бе матер бе, не си ти доволно сјаен за мене. Сега ќе си живljавам со тебе, немам да ви вратам. Ако раситните тамо, нели дека, онаа продавница имате тамо на километар од тука преку, подете ќе раситнете па дојдете. Тоа ве луѓе, забегав. Ама стварно, нас ни треба сериозен ресет. Сериозен. Ајде, чао.